Над 200 пати помалку прекршоци регистрираше Safe City првиот ден поставањето во функција во споредба со првиот ден од пробниот период. Ако на 1 декември беа регистрирани 110.000 прекршоци, 2 месеци подоцна системот фати околу 500 прекршоци. Од друга страна, речиси 16.000 казни напишала полицијата во Македонија само во јануари, од кои 1/5 се однесуваат за пребрзо возење. 4.233 казни имало за неправилно паркирање, 1.611 биле фатени без возачка дозвола, а 474 возачи пиеле алкохол па седнале зад волан. Лишени од слобода за безобзирно управување на возило согласно член 297а од Кривичниот законник биле 74 лица, од кои 67 за возење под дејство на алкохол, 1 поради возење под дејство на дрога и психотропни супстанции или прекурсори, 1 возач поради возење во забранет правец, 1 за возење со брзина поголема од дозволената во населено место, 4 за возење со брзина поголема од дозволената надвор од населено место. Полицијата ги казнува и моторџиите и пешаците кои не ги почитуваат сообраќајните правила. 184 граѓани платиле казна како пешаци кои не се придржувале до прописите. 16 возачи на мотоцикли немале заштитен шлем, а казнет бил и 1 возач на електричен тротинет. 1093 учесници не носеле појас. Овие казни надлежните очекуваат да се намалат неколкукратно, откако системот Безбеден град ќе се имплементира на територија на цела Македонија. За министерот Тошковски, Safe City имал успешен старт. Ги намаливте бројот на повредени лица во рамки на сообраќајни незгоди отприлика за околу 35% на територија на СВР Скопје и вие сте тие кои што го намаливте бројот на смртни случаи во рамки на настанати во рамки на сообраќајни незгоди од 11 на 4. Безбедносниот систем што стартуваше со примена во Скопје, Тетово и Куманово, како и коридорите 8 и 10, регистрира брзина, црвено светло, нерегистрирано возило и недозволено запирање. Камерите мерат брзина на голема далечина, следат повеќе ленти и возила истовремено, читаат таблички и ноки во лоши услови. Казната ја добивате електронски, а може да ја платите преполовена во рок од 8 дена.